Ние сега се префрлуваме во едно друго, како студио од овде изгледа, ви кажам право, изгледа како еден мини музеј, така може да се каже. Ирена е во Сдруженијето Македонски Аманет и она што во позадината Ирена го видов, така дише на македонска традиција. Ајде, добро утро и тебе и добро утро до твојот соговорник, повели. Добро утро, Искра, до тебе, добро утро, почитувани, и многу убаво кажа овде каде што се наоѓаме во Сдруженијето за чување и негување на македонската традиција, Македонски Аманет, Македонец за македонец, изгледа како еден вистински мини музеј, убаво како што кажа и ти, и дише на Македонија. Токму така, дише на македонската традиција и македонската култура. Ова утро разговараме со председателот на Македонски Аманет, на Сдруженијето за чување и негување на македонската култура и традиција, господинот Дејан Гавровски. Дејан, добро утро и добро ни дојдовте во утринската програма Добро утро секој утро. Ние сме кај вас на гости, еве каже Искра и јас повторувам и тоа го кажа кога влегов овде во вашата канцеларија, дека навистина е како еден мал мини музеј и убаво кажа Искра, се чувствува овде духот на Македонија. Ви благодарам за оваа канцеларија што ја имате направено. Да позборуваме за почеток за вашето здружение. Вие постоите повеќе години, меѓутоа официјално сте 2 години и за овие 2 години имате навистина низа активности. Низа активности. Најпрво сакам да ви посакам добре дојде во нашата канцеларија. Чести задоволство ми е што сте утрово тука. Нашето действување е, можам да го опишам како две раце, две дланки. Едната дланка е за македонскиот аманет, како што е нашето име. Тоа ја чува традицијата, ја чува историјата, ја чува културата. Прави настани поврзани со дејци кои што го положиле својот живот за Македонија, прави трибини, оди на 2 август на Мечкин камен и на други места каде што живее Македонија се уште. А втората рака, втората дланка, која се две дланки кои се обединуваат, е Македонец за македонец, која е прилагодена на денешно време. Ние кога анализиравме, свативме дека само за македонскиот активизам нема здружение кое се бави со тоа. За се има останато освен за македонскиот активизам и под каузата Македонец за македонец и оваа канцеларија ние се трудиме да разбудиме свеста на македонецот и да действуваме организирано надвор од политичките партии само за Македонија. Имате низа активности, имате во склоп на овие активности, ќе се вратиме повторно покасно на здружението. Во склоп на оние активности кои што работите сега во моментот е во обновување на трапезаријата на црквата во село Кнежа Свети Николско. Така, патот веќе го направивте до црквата, значи можат не само мештаните, туку сите кои што сакаат да ја посетат оваа црква, можат веќе по асфалтиран пат да стигнат до незе. Црквата се вика Свети Никола. Свети Никола, да. Сега тоа е малку поголем проект. Јас мора да кажам дека јас случајно се најдов во тоа село во октомври 2021 година. Пред црквата имаше ливада. Буквално ливада, немаше ништо друго и женичката која што не пречака, која е жена на главниот од целото Чичко Кире, да, главниот за црквата Свети Никола во Кнеже Чичко Кире, ни рече дека не можат, а над црквата има гробиште. И не можат да извршат закоп достоинствено затоа што немаат пат, чекаат кога ќе заврне да се подсуши. И мене тоа, да ви кажам искрено, ме допре многу. Јас не сум таму ја прв пат тогаш отидов таму, меѓутоа морам тука да напоменам дека имам една приватна причина, затоа што мене слава ми е Свети Никола, меѓутоа мајка ми до последно додека не почина ја чуваше таа слава, ја правеше, јас малку го запоставив таа традиција и сакав да оставам нешто за светецот да заживее. Црквата беше пред, да не речам, пред распаѓање, прастара црква и така почна се. Со еден мој пријател од Швајцарија, кој донираше прв средства и ми даде, да речам, ветер во грб, ние го почнавме сето тоа, го направивме патот. Од кога го направивме патот, тоа беше во октомври месец. На 19 декември за прв пат се одржа собор за Ден Свети Никола. Тоа е нешто неописиво. Меѓутоа, чувството е неописиво дека тука се враќа народот за Ден Свети Никола, светецот што, да кажеме, се воскреснува повторно на ова место. Меѓутоа, тогаш јас сватив дека нема простор таму за собирање на луѓе. Ова е уште 2021.
Меѓутоа и самиот на себе си дадов задача да почнеме и со реновирање на црквата. Реновиравме црквата, направивме видиковец, сега е наред таа трпезарија и се надеваме дека ќе успееме да ја направиме. Ние, јас јавно упатувам повик до секој што може да помогне со градежни материјали, финансиски средства, може да се обрати тука во нашата канцеларија Македонски аманет, Македонец за Македонец во Трибисари аеродром, може и кај Чичко Кире во црквата Свети Никола, ќе биде добре дојде на секоја помош и верувам тоа е малку поголема финансиска конструкција, меѓутоа македонскиот народ може тоа да го направи. Тоа е македонски аманет, така, впрочем и името на вашата... И каузата Македонец за Македонец, обединети околу идеја. Ние сега така треба да бидеме обединети во правење, например, на нова канцеларија, ваква во некоја друга општина, затоа што има многу луѓе ми го бараат тоа, многу дечиња тука кога ќе застанат, вие знаете излогот дека е со Ченто, со Гоце Делчев, со традиционална галичка носија, значи надвор на самиот излог ние кажуваме дека ја чуваме традицијата, меѓутоа и сегашноста, колку што можеме да создадеме една организација, едно здружение кое самостојно ќе се активира за потребите на македонскиот народ и Македонија. Имате, организирате редовно трибини. Да. Сега на 15 мај, за скоро, ќе го организирате и Денот на семејството, ќе имате активности околу тоа. Тоа ни е втора година и планираме да стане манифестација, да стане традиционално во општина Аеродром. Меѓутоа, јас сакам да се заблагодарам и на сите тие професори од историјата и од етносот, значи етнологијата, кои што биле на нашите трибини, кои што земале збор, држале говор, тоа се Маријан Ивановски, тоа е Владо Јаневски, тоа е професорката Виолета Ачковска, која е наша поддршка и наш мил член во нашето здружение. Морам тука да го поздравам еден млад историчар, магистар Ненад Саздовски, кој се бори да ја сочува македонската историја. Морам да го поздравам и пензионираниот професор од Тетово Борис Стојановски Цули, кој 5 години е моја поддршка голема, и ако заборавам некој, не сакам професорката Благојка Филипчева, сакам да ја поздравам, која го промовира нашето здружение, доколку некој заборавам, исто го почитувам со тие што се спомнати. Ви благодарам за тоа што постоите, ви благодарам што го чувате и негувате македонскиот аманет, она што ни е на нас, аманет оставен од нашите предци. Продолжите и понатаму со овие активности, ќе ви посакам уште повеќе канцеларии низ другите општини, не само во Скопје, туку и ширум државата. Да, ние имаме и таа кампања Донирај за проектот Канцеларија Македонец за Македонец, и секој што може да помогне во тој дел, нека повели, јас ќе го објаснам тој проект, што значи. Од срце ви благодарам што сте утрово тука и повикувам и други луѓе да дојдат да видат што е македонштина. Благодарам уште еднаш на гостувањето. Искра, ние овдека го завршуваме разговорот и нашето гостување овде во Сдруженијето Македонски аманет во оваа преубава канцеларија. Доколку имаш некој прашање од студио, повели. Ти благодарам многу, Ирена, и тебе на твојот соговорник. Ние си продолжуваме овде со нашата традиција, а тоа е да се зборуваме за сите оние теми, проблеми кои што секојдневно не мачат.